Да се подсетиме дека на денешен ден, кога е ослободено Скопје, Скаловски е еден од тие кои што први влегуваат во Скопје. Значи он и потоа 11 дена после ослободувањето на Скопје, во неговиот дом има одржано состанок за формирање на македонската филхармонија. Сите години кои што потоа следуваат, Скаловски ги посветува на формирање на институции од област на културата во Македонија, бил прв директор на операта, прв директор на филхармонија, на сојуз на композитори, на друштво на музички педагози, секаде каде што требало Скаловски бил меѓу првите луѓе. Мене ми создава особена гордост и задоволство, ако е опрска, бидејќи се познавав со него од 1971 година, поточно, по старите тетовчани се сеќаваат, тогаш се организираше една средба на тетовчани кои што живеат во Скопје и во другите градови на Жичара, беше тоа. И тогаш на прва средба со Скаловски, 72-та година се возобнови хорот или антиски смог во Тетово. Скаловски доаѓаше, бидејќи беше во подготовки, организирање на тетовските хорски одзеви. Он доаѓаше, помагаше во пожарната беа тоа средби, има тогаш и средба како член на тој хор со него и 1973 година званично отпочна со работа хорскиот фестивал Техо, кој што обстојува повеќе од 5 децении благодарение на сите нас, а посебно тетовчаните кои што негуваат хорската музика и љубовта кон хорската музика. Често пати се запрашуваат луѓето зошто баш фестивалот се држи во Тетово, а не во другите градови. Тогаш дилемата било измеѓу Битола и Тетово, но пренагло тоа минатото на Тетово, веројатно богата хорска традиција, и ние сме дел од тој град и од тие наши сограѓани кои што ни создале опрска да делуваме сите овие години. Хорот Менада постои 40 и колку? 43, а хорот Лале постои 47 години. Се надеваме дека ќе продолжиме во тој дух да негуваме традицијата што е поставена. Со Скаловски на пријатни моменти, често сме разговарали, значи една бројка од 33 години непосредно другарување со Велимир Скаловски, бевме и семејни пријатели, и се што напиша Скаловски за женски хор, хоровите со кои што работам јас имаат изведено. Така да ние се што пишуваше он, први нас ни даваше да го испееме тоа, а после другите хорови или претходно што пишувал он. На сите фестивали каде што сме одели из Европа, во 20 земји, секаде Скаловски беше застапен со неговите композиции на нашиот репертоар. Така да сите композиции за кои што пред малку Марко ги спомна, и други композиции кои што не беа спомнати, се дел од творештвото на Скаловски, кој што навистина ние можне успешно го презентираме низ светот. Во Бад Дишал, кога бевме на фестивал 2001 година, жирито беше од Консерваториумот од Салцбург и ние точно освоивме гран при со композиција од Тодор Скаловски. Значи секаде кај што одиме пееме од Тодор Скаловски. Ние не сме свесни која е големината на Тодор Скаловски како човек, како дружелюбив човек, кој што има чувство и сенс за се она што го прави да го пренесе на другите генерации. Многу беше милостлив и со сите луѓе умееше да има еден човечки однос. Тоа беше големината и неговата скромност како човек. Пред малку го спомна Ловро Матаджи дека Скаловски го спасил од затвор со Петре Богданов Гочко, кој што взе тетовски преку Павлина Апостолова, неговата жена била пејачка во Македонската опера и го донеле Ловро Матаджи од Загреб во Скопје. Но тогаш вака се случило. Го донеле Лазо им реку, мене не ме мешајте, затоа што тогаш председателот Тито дозволил да дојде во Скопје, но јавно да не настапува во Македонија, туку само да помогне за да се формира операта, бидејќи наистина бил една величина од човек и еден од непознатите меѓу 5 диригенти со Карајан или други во светот бил признан Ловро Матаджи. Во тој период Рајко Прокопиев и Кирил Спировски одат во Чехословачка како држава која што е многу богата и со богата традиција на педагошки и музички план, покрај музички и филмската дејност, и Скаловски требало да оди, но тој ја основал операта и филхармонијата и рекол, јас нема да одам во Прага, не Прага, ми дојде во Скопје. Значи доаѓањето на Ловро му помогнало да се едуцира и да направи тоа што умел да го направи. Потоа следуваат негови турнеи, гостувања низ Европа, како диригент и композитор,
и би сакале да кажеме дека неговите импозантни дела, ние само дел тука се спомнати, може да се чуи да се види, и има една книга, монографија за Скаловски, која што за жал е објавена во многу мал број тираж, и се надевам дека ќе се најдат сили и можности да таа книга се има и второ издание, затоа што навистина е литература која што може да биде достапна до сите. Ние не сме свесни за неговите вредности што он ги поседувал како човек и како уметник. Јас другарував со него, иако генерацијски се разликувавме до последен момент, така да се што напише он ми се испејавме. 33 години има дружба до неговото починување во 2004 година. Ние во тој момент бевме во Ниш на еден фестивал со хорот, така да дури погребот се одложи за 3 дена за да се вратиме ние со хорот и величање Кирил и Методија во пејање на неговиот погреб во Скопје. Така да он создаде обврска и тие траги и обврски што имаме кон него и девојките сите со задоволство го пеат Скаловски како човек што навистина многу направил за музичката култура и за хорската музика, посебно и за нашиот град, да се чуе и надалеку. Би сакал да кажам дека ние ќе исполниме вечер една композиција, таа се вика Тодорка млада робинка, која што ние први сме ја за нас е посветена и ја има на снимци, може и на YouTube и на сетиња да се најде покрај другите композиции. Во 2009 година, во 2099 година, Палтепе го изведовме ние тука на Техо и имавме една програма. Целото Техо, нашиот настап беше со композиции од Тодор Скаловски. Така да наистина тоа не беше обврска по повод и задоволство беше што он тогаш прославуваше 90 години возраст. Ние на 90 години го испеевме за роденденот таа композиција. Господ му даде да живее 95 години. До последниот момент беше свесен, не сакаше музиката и со задоволство го слушаше Радио Скопје. Нон-стоп го слушаше радио. Тоа му беше репер, бидејќи он беше еден од првите музички уредници на Радио Скопје. Селинка Малинска бил директор, а он бил одговорен музички уредник на Радио Скопје. Сега во продолжение ќе исполниме композицијата Тодорка млада робинка.